Минатата недела, како и секоја недела, во владините простории се одржаа неколку пресконференции на кои новинарите имаа шанси да ги поставуваат транспарентно своите прашања. А ние ја пративме нашата Маја. Да погледнеме како помина. Твој одговор е не го измешали низ канцеларине паничи. Може? Ајде, 3, 4. Како вежбавме? Почитувани представници на медиумите, владата на денешната тековна седница донесе одлука за введување на нова интервентна мерка за земјоделците производители на ориз. Гаснете го, почитувани на денешната тековна седница, ја ќе ви кажам, тековна седница. АПАН са субвенции за ориз, поточно 5 денари по кило, оти по продавници има разни оризи, асамати, басамати и нели кралот на оризи со шашливо потекло. Тарам! Субвенцијата се однесува за количините кои што се произведени и предадени во период од 1 октомври 2018 до 25 декември 2018 година. За да ви платат по 5 денари повеќе треба оризот да го продавате до католички божик, кај тие откупувачи што плаќаат данок и се на листа од влада, некај ќе ви текни вас и не на пазар помене потребе да продавате. А остатоков од муабетов е следен. Ќе ви дајме субвенција ако имате 5 тони ориз, ако сте пријавите, ако плаќате данок, ако имате нива с такви димензи, дандара мандара. Владата ја донесе ова одлука поради нарушениот баланс помеѓу понудата и поверувачката. За нешто да се појасни или да не го тупиме, министре, нели 300 евра плюс во годината. Закажи состанок пред кооперација. Како мислиш дека ќе те разбери некој ќе те гледа сред Белден, а треба да го продаде оризот до Божик католички, за да има плюс 5 денари кило. Што на крај ќе му ги земиш секако нели од данок. Благодарам, повелете со прашање. Аха, прашање, какви прашања? Благодарам. Нема прашања, никој ништо не те разбра. Херпес да си окуртулиш со цикловирче да си купиш од аптека.